стигнавме во Желино, да видите тука како изгледа Вардар. Ево брегот на реката. Ѓубриња и малце погоре сликите навистина нереални. Значи тука се фрлат еписони на кои што не му треба, се завршува во нашата неголема река, опеана во многу песни. Од другата страна не знам колку може да видите, има и некоја табуретка, двосет, што и да е. Жална слика. И повторно ќе кажам, сите овие ѓубриња ги снимавме нели во неколку други села и во Кондово. Не е само тука, има за жал и во Скопје луѓе што фрлаат ѓубре. Меѓутоа, секако тоа кој ќе се собере резултатот е навистина поразителен, а најпоразително е како надлежните со ова не се занимаваат. С моја проценка дека ова е доволно да се прогласи еколошка воредна состојба, да се побара помош и од некој од надвор ако треба да се среди. Мислам, овој претходните видеа дефинитивно не ги направи за сега сите ние колективно да викаме колку не бива најодвратна земја и така натаму и така натаму. Туку на овој начин пробуваме да детектираме проблем, а прв чекор да се реши било кој проблем е да се признаеме дека го имаме. Ние дефинитивно го имаме. Според мене Македонија е едно болно општество, а сите овие работи што ги снимавме се само последица на или симптоми на тоа болно општество. Мислам дека сите ако го насочиме притисокот кон решавање на овие работи, ќе биде прв чекор за Македонија првен да ја направиме пристојно чиста. Веќе кажавме дека тоа е чекор број 1. Доколку ние го правиме притисокот сите кон политичарите за ова да се реши, резултатите мора да дојдат. Многу е важно да се направи вистински притисок и конечно Македонија да не биде држава за подсмев. Нашите најубави реки што ни се единствени големи што ги имаме да бидат нешто со што ќе се гордееме, бидејќи имаме навистина огромен потенцијал Македонија да биде една прекрасна земја, бидејќи е преубава, едно навистина пристојно место и овие поразителни слики кои што ги гледаме секојдневно едноставно да ги заборавиме и да бидат едно лошо црно минато кое никогаш не треба да ни се повтори.